Поскапувањето на нафтените деривати за 4% буквално ќе ги дотепа граѓаните, се жалат тие. Спиралата на раст на цените велат е неминовна, а бранот поскапување вклучително на струјата ќе повлече покачување на се, од основните прехранбени продукти, месото, пијалоците до комуналиите, превозот и еден куп скриени трошоци. Граѓаните се револтирани зашто премногу давачки се зголемиле за краток период. Прво акцизата на горивата, сега струјата, а можеби и парното грејење. Велат ова ќе биде страшно и се крстат во подобро време. Тешко ќе биде затоа што ќе поскапи друго, не само струјата. Повлекува бран поскапување. Бран поскапување на сите производи, така да ќе биде многу тешко. Плюс иако зелената ова такса што е со 3,5 денари, нели колку е таму за Последен месец. Да, за нафтата и тоа влече во економијата, така да не е добро. Како може да преживее струјите кои се каче. Па тоа е најосновно, па со кој све, со кој памет. Испаѓа обратно, не државата качува плати или пензиите да ги покачува, обратно ги и се е живо покачена храната и се живо. Дел од граѓаните прашуваат дали ова е живото што Заев го најавил. Вела дека немаат зборови со кои може да го опишат разочарувањето од државата, која наместо да помага уште повеќе ги дотолчува. Боле живот ни ветува, нели? Поевтино, Се гледа по-доброто живење или? Се чарите ако е во покачувањето на цените, место да се развива производство, тогаш премиерот ни е за Нобелова награда. И додека граѓаните критикуваат, премиерот вели дека секоја поплака за еколошката такса од 3,5 денари не била основана. Апсолутно секоја поплака на ова поле со намена за екологија, мислам дека не држи вода, но покажува решителност на владата да чекори во тој правец. И транспортерите бесни на власта објаснуваат дека пред нив е изборот или да ги затворат фирмите или да работат за да преживеат, бидејќи со зголемените трошоци нема да може да ги плаќаат обврските преземени при купувањето возила со повисок еколошки стандард. Транспортерите во однос на горивото не можат да штедат бидејќи не полнат гориво 30 литри, па можат да заштедат ако помалку го возат. Туку тие полнат најмалку 600 литри кои мора да ги стават ако сакаат да работат. Со зголемената акциза и овие 4,13 денари како еколошка такса по литар е навистина голема сума. Иако се направи пресметка, од 1 јули граѓаните ќе плаќаат 14,6 денари поголеми даноци, акцизи и давачки по литар нафта. Например, ако ставите 60 литри гориво, сега за државата плаќате плюс 884 денари. Ако два пати во месец оставите гориво, тоа се околу 330 евра годишно повеќе, пари што директно одат во државната каса за давачки. Инаку поскапувањето на бензините и струјата според стопанството доаѓа во најлош момент во време на пандемија, која предизвика и економска рецесија што директно удри и понака истенчениот джеп на граѓаните.